zaдаде. Там долу темир капира. Там долу Китна и убава е осогово планина. Особено во пролет кога ќе се искитат со зеленило убавите стрмозелени падини. Птиците тогаш на грамчињата вијат мали, меки гнезда. Низ гората се слушаат различни птичји мелодии. По падините се зелена е сочна и мека трева. Шарените цвеќина шират волшебен мирис. Во тие зелени падини се скрило селцето Саблер, кое во тоа време се наоѓаше на границата меѓу Турската империја и кнежеството Бугарија. Нагоре, над селото се раштркале старите ветви овчарски колеби. По падините пасеа белоруни стада овци. Тивко и таговно се носи свирка на овчарски кавал. Стар овчар со бела брада и коса ја свири со својот кавал песната. Море сокол пие вода на Вардарот. Јанеле бело грло. Не видели јунак Вардар да премине. Јанеле бело грло. Вардар да премине со 9 лути рани. Јанеле бело грло. А 10-та рана со нож прободена. Јанеле бело грло. Песната извира од длабочината на поробениот македонец. Со векови пластена во неговата душа и се лее, шири и далеку се носи низ Пиринскиот крај на Македонија. Меѓу тие ветви саблерски колиби, во таа пролет, 1897 година, се гради нова зграда. Искинатите мајстори брзаат. Солена пот се лее од нивните поцрнети лица. Меѓу нив е и Гоце. Но сега не како учител, туку како мајстор. Гоце, каква ќе биде оваа наша зграда? Прашува еден мајстор. Тоа е првата наша македонска фабрика, одговори Гоце со насмевка. Фабрика? Каква фабрика? Ти само брзај па ќе видиш. Треба што побргу да биде готова. Дури не дошол главниот мајстор. А од каде е главниот мајстор? Прашува втор работник. Тој е ерменец, револуционер. Леел бомби за ерменците револуционери. Сега ќе лее за нас. Оваа зграда, што ја градиме сега, ќе биде нашата железолеарница. Скриена во зеленилото меѓу големите дрвја, железолеарницата беше готова. Дојде и црнокожиот ерменец, леар, мајстор. Тој се зафати за работа. Сред леарницата беше наместена голема железна печка. Околу печката беа наредени тркалезни калапи, мини и бомби. На зидот од леарницата висеа неколку пушки малихерки, 2-3 мартинки и неколку бомби. Под печката гореше оган. Висок и крупен човек со поцрнето од чат лице само редеше јаглен кокс под печката. Очите му светка. Во печката ладното железо почна да се црвенее.
Редете кокс, давајте сила, заповеда црниот ерменец. Двајца испарталени работници со засукани ракави редат кокс под печката. Железото веќе се топи. Станува течно како каша. Високиот ерменец зема во рацете долга црпалка со дрвена рачка и вели: готово е. Нацрпува од осветената железна каша и со големо внимание тура во калапите. Калапите се полнат и постепено се оладуваат. Потоа тој ги отвора калапите. И гледај чудо. Од калапите излегуваат тркалезни како јајца бомби. Оваа бомба ќе биде за султан Амида, вели Димо и се смее. Ова е порачана за Сулейман паша, додава друг работник. Оваа пак ќе му ја скрати главата на Селим Заптија. Потфрлува пред и ја фрла бомбата кон куп. А оваа голема мина ќе го дигне Алипашиниот мост во воздух, вели четвртиот работник. Една по една се тркалаат и шарените како јаболка бомби и се редат на куп. Секоја урниф е однапред благословена и наменета за некого. Која за Паша, која за Валија, Мудур, Заптија или кој да било друг турски изетник. И така купот расте ли расте. За 10 месеци од оваа прва македонска фабрика, саблерските фабриканти излеаја 1500 бомби со различна големина, наменети како дар за султанот и за неговите поминачи. Тие беа испратени во разни краишта во поробената Македонија. Во оваа фабрика беа излеани уште многу секири, лопати и чекани. Есента Гоце Делчев доби таен шифриран извештај. Во него пишуваше: шпионите не спијат. Бугарската полиција ја намириса работилницата. Не е чудо да ви дојде на гости. Засолнете се што побрзо можете. Наскоро дојде и бугарската полиција. Кога влезе во железолеарницата, ги најде само празните и исчадени ѕидови. Бре, мрсници, ама се ѓаволи овие македонци, рече командирот на бугарската полиција. Истата година, во едно зафрлено место низ Пиринскиот крај на Македонија, требаше да се направи широк, убав пат. Но како ќе се направи? Без да мине главниот турски инженер, не можеше ни да се почне. И така долго чекаа. Еден ден дојде главниот инженер. На главата носеше црвен фес од скапоцена чоја. Беше облечен во нов срмен елек, а на нозете имаше жолти чизми. Беше многу горделив. Зборуваше на турски јазик и му рече на командирот: за губење време немам. Ме чекаат уште многу царски работи. Султанот така пари не дава. Брзо ќе ми најдеш еден конј, неколку селани и тргнувам да го барам местото каде што треба да се направи нов пат. И тука слушам дека имало комити. Ќе ми пратиш двајца запти да ме придружуваат. По малку време се беше спремно. Конјот, неколку селани, двајца запти. Главниот инженер со целата придружба тргна. Го разгледа теренот, поседе во неколку селски куќи, мина, помина и замина. Но само 5 дена по него, во селото дојде друг царски човек. Рече дека тој е главниот инженер. Го покажа своето полномошно на кое беше напишано неговото име и презиме и уште царскиот печат со полумесечина и звезда. Командирот побеле како крпа. Праша: а тогаш кој беше овој другиот? Тоа бил некој комита, рече инженерот. Невозможно. Толку чисто зборуваше турски. Да, тоа бил чаушот на сите комити за цела Македонија. Гоце Делчев. Тој одлично го владее турскиот јазик и многу вешто се преправа декако трговец, декако богат турчин. Командирот на полициската станица дури сега беше вистински исплашен. Рече: а што направи оваа моја будала глава?
Аз само ако разбере султанот ќе ме казни за оваа моја грешка. Така, и овој пат, користејќи се со Итрина, Гоце Делчев успеа да го прошета целиот тој терен и да го организира востанието. Зад привидниот мир на селата, зад пладневниот дремеш на градските сокаци, во срцата на поробените македонци се подготвуваше се што е потребно за востанието. Гоце Делчев стигнуваше секаде и во секое време. Како крилест коњаникот приказните со кои мајките ги успиваа своите деца. Како закрилник со светлина во очите, светлина што ќе го стопи робскиот мрак.